Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од наш драг пријател Мартин, кој што не му е прв пат да ме исконтактира во приватна порака и супер фала ти, Мартине, што одвојуваш време и за да ме следиш и што одвојуваш време да поставуваш прашање и да можеби иницираш и некои од останатите луѓе кои што следат да добиваат одредена вредност баш поради тебе. Така да уште едно големо благодарам и затоа што сте две прашања. Прво ќе го видиме едното, ќе дадам одговор, па ќе го видиме второто и ќе дадам одговор. А се разбира, првото е прво. Мартин, очигледно според прашањава си во некаков тренажен процес, имаш некаква цел и тоа е супер. Вежбај, но не ја заборавај исхраната и супер со овие прашања. Кафето, односно кафеинот, ако мене ме прашуваше, одлична опција за пред тренинг. После тренинг нема да има таков бенефит кој што ти би можел да го постигнеш во делот на согорување на масти, кој што ќе има пред тренинг. Сега, ако најдоброто време да можеби го испиеш кафето е некаде, ако јас се прашувам, тоа се 30 до можеби е најдобро 40 минути пред тренинг, затоа што кафеинот како кафеин некаде му требаат 15 до 30 минути за да се абсорбира во телото, да влезе во крвотокот, но најголемиот ефект и пик на кофеинот ќе биде некаде од 40-та минута горе доле, можеби 45-та, сега кај секого различно, и зависност од концентрацијата на кафеин во кафето кое што ти го пиеш, се разбира гледај тоа да биде без шекер. Сега, зошто помага кафеинот? Затоа што го поттикнува телото како извор на енергија да ги користи мастите, а не само гликозата која што има во крв, мускули и црн дроб, така да е супер опција за да потрошиш повеќе калории во текот на тренингот. Немој да ме разбереш од друга страна дека па кафето ќе ти направи клучна разлика, затоа што тоа потрошување на калории, сега јас не знам точно колку ќе биде, али не верувам да е поише од 30 до 50 калории кои што дополнително ќе се потрошат од бенефитите на кафеинот. И јас го правам тоа пред тренинзи, но не преку кафе, туку преку чај, кој што содржи исто така кофеин и кој што има неколку чаеви во него, за да ми овозможи подобра термогенеза и тој троши 100 калории, за разлика од кафето, но во секој случај е супер опција и супер прашање и слободно пи кафе пред тренинг. И пак, јас би ти кажал 40 минути да биде кафето испиено пред да почнеш да ја бавуваш својата физичка активност. Толку за ова прашање, да го погледнеме сега и второто, па ќе ти дадам одговори на тоа. Мартин, банана е супер опција да се јаде после тренинг, но само банана јадење нема да ти донесе никаков бенефит. Она што јас би го препорачал, пред се основата да биде протеин, односно протеински шејк, а во него ти можеш да додадеш банана, па заедно во блендер да ги изблендираш и да добиеш поголема нутритивна вредност, односно поголема доза можеби на шекер која што ќе помогне во регенерацијата на мускулите. Ово особено земи го во предвид ако се работи за тежински тренинг, бананата би ти била супер. Така да, али само банана како банана е супер, али не е доволна. И правилно, јас затоа после тренинг секогаш практикувам протеински шејк и да, во него додавам или банана, или урми, или суво грозје, тие се опциите со кои што јас богатувам гликоген за моите мускули, што ќе придонесе за нивна градба и зголемување на мускулната маса во телото. Така да, за овие две прашања, Мартин, толку имам да ти кажам. Се надевам ти ги запазив поентите и ти дадов некаква вредност. Ако можеби сум подзаборавил нешто, слободно искомуницираме назад во приватна порака, кај што и почнавме, и ќе ти дадам одговор на се што знам. За оваа епизода завршувам. И секого од вас го охрабрувам да го користи или хаштагот, или да ме контактира во порака ако сака да добие можеби одговор на некое негово прашање, дилема и мит што ги има во глава или погрешни очекувања. До следната епизода ви посакувам здрави животни навики, луѓе, и фала ви за вниманието. Чао, чао!